Да почнеме од позади за пензионерите, линеарно покачување зборуваме и процентуално. Видите, кога добиваш пензија, поточно кога стекнуваш пензија, тоа ти се рачуна од стажо, колку си имал, колку си заработувал, и што повеќе си заработувал, повеќе си одделувал, допринеси за во фондот пензиски. Што е логички, би требало да земаш поголема пензија. Но кај нас најголем проблем, знаете што е? Не е само линеарното или процентуалното. Најголем проблем што ние имаме толку ниски пензии, одделена група, например земјоделските пензии, да не зборувам за луѓе што не оствариле 15 години стаж, но еве сега да одиме тие што оствариле по 15 години, 30 или 40. Добиваат пример пензија 20.000. 20.000 денари добиваат 100 и нешто илјади. До 26, 7, 8 добиваат 200.000. Со тие пензии не можеш да живееш, кога треба 2-3.000, 4.000 евра за лекови да трошиш, бидејќи ние немаме бесплатно здравство, а ние како демократи се бориме да имаме бесплатно здравство. Под бесплатно здравство се подразбира све. И прегледи, и болница лежење, и тие операции, и лекови, се. Бесплатно, само додиш таму со книжката да се идентификуваш дека си тој, све да биде бесплатно. Тоа може и да се оствари, како беше во времето на Тито.